Безбедносната криза во светот како резултат на војната во Украина дополнително им ги отвори очите на владите во Европа и во светот да се подзанимаваат и да се доекипираат во капацитетноста на сајбер безбедноста и одбраната во своите држави. И Македонија е пред таков предизвик. Талин, односно Естонија, важи за лидер во светот по оваа проблематика и така денеска таму се случува еден форум меѓународен посветен на безбедноста, на сајбер безбедноста и на одбраната на земјите од Западен Балкан. Таму е ресорната вице-премиерка, која што тоа е ресор за креирање на политики за управладење, но и дигитализација на државата, господјата Славица Грковска. И ја украдовме малку пред почетокот на форумот за гледачите и слушателите на утрински брифинг да не брифира од дводневната средба во официјален Талин. Добар ден, таму сте вие еден час понапред од нас, така? Да, добар ден на сите. Веќе денот ви е одамна почнат. Да, одамна почна денот, започна конференцијата. Првите панелисти веќе го има својот збор и ги споделија своите мислења и впечатоци за тоа колку е важно денеска да се зборува и да се посвети внимание на сајбер безбедноста, имајќи ги предвид последните предизвици пред кои се соочува светот глобално и колку и како Европска унија, како земји кандидатки, меѓутоа и како земји кои природно припаѓаме на европскиот процес, треба да посветиме огромно внимание и да работиме заедно на зголемување на прво важноста, awareness-от, не можеме да се сетаме, свесноста на важноста за тоа колку е сајбер безбедноста важна во нашиот секојдневен живот. Бидејќи Естонија важи за светски лидер по ова прашање, значи за сајбер безбедноста и за дигитализација на општеството, кои добри практики можеме ние да ги преземеме од официјален Талин? Искуството што Естонија го има е непроценливо, знаењето исто така, заради тоа што помилани низ тој процес и во текот на градењето на целиот овој систем правели грешки, правели добри решенија, за нас е важно и едното и другото. За одејќи го овој процес да не го повториме истото и затоа ни е многу важно добрата соработка што имаме досега со естонскиот центар со помош на американската амбасада да продлабочиме уште повеќе со Естонија и заради тоа предложив на владата и така го прифати да предложиме меморандум за соработка со Естонија во сферата на дигитализација и ICT технологии, зашто и разговаравме вчера со амбасадорката за дигитализација во Министерството за надворешни работи. Меѓутоа разговаравме за други начини на соработка, како што се иницијативата за Говстак, која што дополнително ќе биде дефинирана на крајот на месецот во Берлин, а ќе биде исклучително значајна за нашиот регион. Ресурсно и капацитетно, што мора Македонија да промени за да може да се фати фокусте со ова вмрежување за сајбер безбедност на глобално ниво? Да, поводот за оваа конференција денеска всушност се наудите што Естонија ги направи со поддршка на Европската унија за анализа на состојбите во сајбер безбедноста во земјите Западен Балкан. И денеска таа ќе биде презентирана практички за секоја држава поединечно. Ние имаме уште многу да работиме во овој поглед, не само на зголемување на капацитетите, него и зголемување на можноста за тренинзи и обуки, почнувајќи од академскиот кадар па се до вработените во ЦИРТ и сите оние кои што треба да се занимаваат со сајбер безбедноста во нашите институции, меѓутоа и генерално во општеството. Многу е важно да најдеме модел и начин како да зголемиме свесноста
за опасностите што дигиталниот свет ги носи. И несомнено заклучокот на сите и тоа што го зборуваме и цело време дека дигитализацијата и дигиталната безбедност, сајбер безбедноста одат паралелно едно со друго. Затоа што во ситуација кога ги нудиме дигиталните услуги на граѓаните, треба исто така да им нудиме доверба дека користењето на таквите електронски услуги е безбедно, дека нивните податоци ќе бидат заштитени и дека без никакви сомневања може да ги користат електронските услуги. И сега, паралелно со безбедносната криза, со војната криза и сите други кризи што ни се наметнанили после ова војна што се уште трае во Украина, многу е важно, рековте, свесноста како една важна компонента за сајбер криминалот. Меѓутоа, колку и светот, ама со тоа и ние сега, сме подготвени и треба да бидеме подготвени дека таа енергетска криза може едноставно да ни го попречи тоа што сега го имаме како една мисија и стратегија во делот на дигиталната компјутеризација на општеството. Колку сме подготвени пешки некои работи да ги поминуваме, за да не ни се случат колапси глобални во државата на овој план? Видете, сајбер безбедноста е предизвик не само за нас како земји кои што се уште не сме достигнале таа висока дигитална трансформација на општеството, меѓутоа и за поразвиените земји. Затоа беше истакнато до сегашните разговори што ги имавме дека е многу важно политичката волја да се фокусира и да го стави ова прашање како приоритет. Затоа што без политичка волја и третирањето на сајбер безбедноста не како трошок, туку како инвестиција е основ за се побрзо напредување во оваа насока, за практицирање и имплементирање на алатки кои што ќе зголемат сајбер безбедноста. И во тој аспект е многу важно умрежувањето и соработката не само на земјите од Западен Балкан, туку и со Европската унија генерално. Беше споделено тука и тоа е неспорно за сите дека Европската унија сигурно нема да биде иста како што била претходно, имајќи го ја предвид војната во Украина. И во тој дел е исклучително важно политиките што Европската унија ќе ги има и во делот со земјите од Западен Балкан и како ќе се постави и ќе успее да го зголеми кредибилитетот за процесот на проширување на земјите од Западен Балкан кон Европската унија. Можеби таа придобивка, условно зборам, придобивка од војната е тоа што сега државите, владите се свесни дека тоа безбедносно мрежување е час поскоро и приоритет главен во секоја една држава, кој што треба и од опозицијата да биде подмогнато. Дали сметате дека е возможно да се постигне тој ефект на Фарадеев кафес во делот на сајбер безбедноста без порозност меѓу земјите и во Западен Балкан, бидејќи денешниот форум е насочен за земјите од овој дел од Европа? Важно е дека во овој момент се детектирани состојбите во секоја држава поединечно. Тоа е тоа што ќе го разговараме и паралелно се дадени препораки како овие прашања да се надминат и како соработката да се зголеми. Овој свет, дигиталниот свет е прилично динамичен, многу брзо се развива и предизвик би било за секоја држава да создаде систем кој ќе биде прилично агилен, кој што ќе може брзо да се прилагодува и да создава алатки кои што ќе обезбедат безбедноста и практички ќе обезбедат отпорност на дигиталните системи спрема сајбер нападите, така да ги наречам.
Подпредседателке, какви се потребите на Македонија овде, реалните потреби на Македонија? Па тоа е прилично голема листа, би рекла, заради тоа што прво во Македонија би требало да зборуваме и прилично многу да работиме на зголемување на свесноста од сајбер нападите. Тоа што беше истакнато тука, што е случај во Македонија, е што во овој случај е неопходна соработка со бизнис секторот, затоа што бизнис секторот треба да биде свесен за ваквите опасности, меѓутоа и да има храброст да пријавува нашиот ЦИРТ, за да може да бидат регистрирани, меѓутоа и да се детектираат слабостите во системите кои што довеле до тоа да бидат нападнати. Меѓутоа, искуството во сите држави е потполно исто, дека приватните компании особено, плашејќи се да не го нарушат својот углед во јавноста и довербата спрема граѓаните, најчесто во најголемиот дел не ни пријавуваат кога ќе бидат соочени со сајбер напад, што е грешка. И дури после војната во Украина има зголемување на интересот на приватните компании и тука во Естонија да го пријавуваат до официјалните органи, со тоа што од страна на официјалните органи има извештај дека одредена компанија е нападната, меѓутоа не е името на компанијата, значи прилично е зголемена довербата помеѓу државните институции и приватниот сектор после војната во Украина, за да се заштитат компаниите и угледот на компаниите, меѓутоа истовремено и да се подобри нивниот систем за заштита од довербата во институциите на системот е нешто што допрва треба исто така како категорија да се зајакнува, веројатно тука треба тоа поголемо охрабрување кон приватниот бизнис сектор да им се даде, дека сте едноставно подготвени за вакво партнерство и дека тоа и кај нив ќе ја подолесни работата и проблемите што настануваат во функционирањето на нивниот бизнис. И сега, Алијанса за дигитално влијание врз владите има, таа е на ниво на Европа или е на планетарно ниво, кој што ви помага полесно сега овие првичните чекори во сајбер безбедноста да ги совладате? Во рамките на проектите на Европската Унија, Естонија има прилично големо влијание и практички главните иницијативи во овој дел. Така да не станува збор само за прашање на евалуација на моменталните состојби, меѓутоа понатака и активности и помош во имплементацијата на политиките, што е многу важно. Сакам да истакнам дека вакво прашање од ваков тип неминовно бара поголема алијанса. А дека тоа не е прашање изолирано само за една држава во сајбер светот, во дигиталниот свет, неминовно е таа соработка на ниво на Европска Унија да биде по-зајакната и по-координирана. Тоа стана јасно, се види домино ефектот од оваа криза, така. Споделувањето на информациите е едно од основните предуслови, би рекла, за да може да се најде успешен начин како да се одбрани секоја држава од сајбер нападите. Може би затоа улогата на НАТО центарот во Талин, кој што е логистика за сите на владите кои што дури не се членки на НАТО во делот на сајбер безбедноста, тука е клучна би требало веројатно да биде во таа помош што треба тие да ја нудат кон земјите и владите во совладување на ова зло. Тоа е одлична можност. Имавме одлични разговори вчера во НАТО центарот. Само да потенцирам дека не станува збор за сајбер безбедноста кога се однесува во делот на одбраната на државите. Тоа е посебен вид на сајбер безбедност кој што Министерството за одбрана го организираат и имаат активности во тој дел. Меѓутоа исто така и во останатиот дел генерално како општествена потреба нуди можности и за истражување, и за развој на технологии, како што рековте, за земји кои што
и се членки на НАТО, меѓутоа и не се членки на НАТО, оние што се поддржувачи на НАТО центарот. Уште повеќе затоа што нуди можност за обука на авторитетите на владите, за да зголеми свесноста кај властите за тоа што представува сајбер безбедност и колку е важно да се работи и да се инвестира во создавање на систем кој што ќе биде отпорен на сајбер напади. Го видовме ефикасниот систем, односно ефикасни IT агенции во Естонија и колку тие инвестираат во тоа. Да ве прашам, вице-премиерке, како ќе ги натерате младите инженери IT во Македонија да влезат во државниот сектор за да го зајакнат, ако знаеме дека тие платата што би ја земале овде, они би ја заработиле за неколку дена и максимум за една недела, што би ја заработиле она што го работат низ каде што светот не има граница. Како вие тоа, како влада, планирате да го сторите за да се зајакнат капацитетите на оваа сајбер безбедност во државата? И јас го кажувам тоа континуирано овој период, дека работиме на модел заедно со ИКТ работната група за дигитализација, во која членуваат представници на сите министерства и јавни институции, да најдеме модел кој што ќе биде прифатлив за сите, а кој што ќе овозможи. Прво, ICT кадрите, ИКТ кадрите да не бидат третирани како администрација и да го извлечеме од системот на администрација, затоа што ниту се, ниту пак може да бидат, ниту пак смеат да бидат третирани како администрација, тоа е едно. И второ, да најдеме базирано на искуствата што ги собираме во изминатиот период, не само од Естонија, него и од Соединетите Американски држави и од други држави, да најдеме модел кој што ќе биде најдобар за Македонија и најголем интерес и за државата, меѓутоа и за IT кадрите во Македонија и во првиот момент кога ќе ставиме на маса неколку предлози, ќе го разговараме тоа прво во ИКТ работната група за дигитализација, а потоа и ќе излеземе во јавност со нашите предлози. Госпоѓа Грковска, ќе треба да им се извините и во наше име на вашите колеги во форумот, бидејќи ве позајмивме повеќе отколку што планиравме. Јас ви благодарам, вие се враќате утре за да стигнете на Преспа форумот во Македонија, така како што сум информирана. Да, утре после полноќ треба да стигнам во Македонија, се бајлето тргнувам за да учествувам на Преспа форумот, на моето огромно задоволство, заради тоа што темите кои што таму ги дискутираме се многу важни. Политиките за добро владење се основа за целосна трансформација на општеството, би рекла, и тука е несподелено според реакциите што ги имавме од присутните тука и генерално не само овие денови, дека политиките за добро владење се основа и за дигитална трансформација за општеството, и за антикорупцијски политики, и за се она што значи транспарентно, ефикасно, професионално функционирање на институциите, еден прилично голем спектар на активности. И ми е драго што во изминатиот период ние покренавме многу иницијативи кои веќе имаат ефект во оваа насока. Благодарам што бевте дел од утрински брифинг. Почитувани гледачи, тоа беше подпредседателот на владата, госпоѓата Славица Грковска, која што е со компетенции за носење политики за добро владење и дигитализација во државата.